Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. До крајот на неделава во некои делови од земјава живата во термометарот ќе се искачи над 40 степени. Најголемиот дел од децата не се хранат правилно и здраво, поради што кај нив се јавува прекумерна тежина, предупредуваат нутриционистите. Планинарскиот клуб Љуботен изминатиот викенд одбележа 90 години постоење на истоимениот планинарски дом. Следува топол бран и надпросечни температури за овој период од годината. До крајот на неделава во некои делови од земјата живата во термометарот ќе се искачи и над 40 степени. Под влијание на многу топла воздушна маса од југ, престојнава недела пристигнува првиот топлотен бран со дневни температури кои ќе достигнат и над 40 степени во делови од земјава. Метеоролозите најавуваат дека најтопло се очекува да биде во четврток и во петок. Нашето подрачје потпаѓа под влијание на многу топла воздушна маса, па така во следните денови не очекува постабилно време со многу повисоки температури, кои што се и над просекот за овој период од годината. Во текот на утрешниот ден максималните температури ќе бидат во интервал од 31 до 38 степени, во Полошкиот регион околу 35 степен, со што е дефинирана и жолтата фаза од метеоалармот за високи температури. Температурите ќе бидат во покачување и во следните денови, па така најтопло се очекува да биде во четврток и петок, кога максималните температури во земјава ќе бидат во интервал од 34 па до 42 степена, а во Полошкиот регион максималната температура ќе биде околу 38-39 степени. Благо опаѓање на температурите се очекува за време на викендот, меѓутоа се уште ќе биде многу топло. Лекарите со совети до граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од топлотен бран, односно да избегнуваат излегување и физички активности во најтоплиот дел од денот, при неопходен престој на отворено да носат светла и лесна облека, очила за сонце и капа, да пијат големо количество течности и да јадат полесна храна. Најголемиот дел од децата не се хранат правилно и здраво, поради што кај нив се јавува прекумерна тежина, предупредуваат нутриционистите. Тие советуваат да се избегнува брзата храна, вештачките суплементи, а во секојдневното мени да се додаде повеќе овошје и зеленчук. Лошите навики во исхраната се причина за се поголем број на деца кои страдаат од прекумерна телесна тежина. Нутриционистите предупредуваат дека повеќето деца не се хранат правилно и здраво, а родителите честопати грешат во однос на секојдневното мени. Брзата храна и вештачките суплементи треба да се избегнуваат, додека дечињата редовно треба да јадат здрави продукти кои содржат хранливи вредности потребни за правилен раст и развој, велат стручните лица. До родителите порачуваат да не им даваат било каква храна на децата кога одбиваат да јадат, туку да се потрудат да им создаваат здрави навики. Исто така сметаат дека треба да се обрне поголемо внимание на храната што најмалите ја добиваат во градинка, како и при лекување во болница. Повеќе деца на одредена возраст има проблеми со јадење. Еден од проблемите е што децата не јадат каква била рана, додека родителите се обидува да ги ранат со какво било услови. Ова е грешка од нивната страна. Децата треба да содржат храна што содржи дадени и нутритивни материи. Како друга грешка може да се спомне дека некои родителите кога ќе видат дека детето не јаде, тогаш оди вештачко како додатоци на витамини и суплементи. И тоа е многу погрешко, бидејќи подоцна предизвикува многу последици. Има и многу грешки, например во градинките гледам како дневните менија ги подготвуваат луѓе несоодветни на оваа област, исто така и во болниците е истата грешка. Дебелината кај децата треба да се свати како сериозен проблем кој може да доведе до здравствени последици, вели Несими.
Дебелината е поле само по себе, каде за жал е присутна секој ден и повеќе. Статистичките податоци покажуваат дека на глобално ниво околу 41 милиони деца над 5 годишна возраст имат прекумерна тежина, според која прекумерната тежина се смета за глобална епидемија од Светска здравствена организација. Како резултат на тоа, дебелината предизвикува кардиоваскуларни болести, диабет, па дури и некои видови на рак. Нутриционистите советуваат во секојдневното мени на децата да бидат вклучени комбинации на зеленчук и овошје во количина од 300 до 400 грама, млеко и млечни производи, особено јогурт и кисело млеко, потоа меса со помалку маснотии како пилешко и јунешко, а задолжително да има риба и јајца. Учениците треба да ја почнат новата учебна година од училишните клупи, вели епидемиологот Драган Даниловски во интервју за Сител. Според него и децата треба да се вакцинираат, но прашање е која вакцина треба да се одбере. Па на прв поглед не е многу логично да се вакцинираат деца, имајќи предвид дека болеста ја прележуваат многу полесно од постарите, но од епидемиолошка гледна точка тоа има логика, зашто откако вирусот нема да може веќе да циркулира меѓу возрастните, постарите, тој ќе се вгнезди и ќе циркулира во детската популација. Тоа ќе му даде можност, тој ендемски да постои, да се пренесува од едно лице на друго, од еден домаќин на друг, а таа пасажа, ја нарекуваме, ја зголемува веројатноста да мутира и од време на време некој нов мутант да се појави и да предизвикува помали епидемии и во постарите возрастни групи. Тоа е исто како постојано да живеете на врз темпирана бомба. Сега, друга работа е, наистина е друга работа, која вакцина би требало да се одбере за вакцинирање на децата, имајќи предвид, нели, оние информации за Pfizer, миокардитис и кај помлади луѓе и така натаму, ама тоа е друга тема. Од Сојузот на средношколци на денешната пресконференција ги повикаа училиштата кои претходно наплаќале за издавање на свидетелства да ги вратат парите кај учениците. Некои училишта прават бизнис од јавното образование, кое според законот е бесплатно. Бараме државниот просветен инспекторат јавно да ги објави извештаите за спроведените инспекции во 4 училишта кои претходно ги именувавме. Ги поздравуваме инспекциите, но навистина не интересира методологијата на извештаите, односно како дошле до овие заклучоци. Бидејќи инспекторатот го контактиравме на 14 јуни, а се уште немаме добиено одговор, сметаме дека извештаите по ова прашање треба да бидат јавни. Се надеваме дека во следните денови на електронската адреса на Сојузот на средношколците ќе ги добиеме извештаите. Денес сакаме директно да им се обратиме на овие училишта. Ние знаеме кои сте. Вие самите знаете кои сте. Вратете ги парите кај учениците, зашто само така можете да го решите овој проблем. Срамно е да се наплаќаат свидетелства кога било, но особено во училишна година, целосно одржана преку неквалитетна онлайн настава со професори кои беа слабо обучени или воопшто не беа. Вчера во Гостивар Социјалдемократскиот сојуз на Македонија организираше трибина на која се обратија подпредседателите на партијата Оливер Спасовски, Венко Филипче, пратеничката Фаница Николовска и Хилал Бечири, членка на извршниот одбор на СДСМ во Врапчиште. Под мотото "Најдоброто за нашата општина", вчера во Гостивар на стадионот во населбата Дутлок се одржа трибина во организација на СДСМ. Во своите обраќања пред присутните, подпредседателите на партијата Венко Филипче и Оливер Спасовски се осврнаа на проектите и инвестициите кои ги спроведувале во ресорите што ги раководат, како и на концептот "Едно општество за сите". Реновиравме оделенија, реновиравме болници, сите интерни оделенија во Скопје, огромен број на хируршки оделенија, нови операциони сали. После 70 години нашите пациенти имаат можност да добијат нова, современа услуга здравствена во еден систем кој што пружа многу помодерен здравствена заштита. Почитувани граѓани, нема да застанеме тука.
ќе продолжиме на истиот начин да ги слушаме потребите на пациентите и на граѓаните, да го надградуваме нашиот систем. Само тука во болницата во Гостивар се реновираше хируршкото одделение, се реновира операционите сали, се купи нов апарат за рентген. А за не цели 2 месеци, за прв пат во историјата на градот и оваа болница Гостивар конечно ќе добие апарат за магнетна резонанса. Гостивар е најдобар пример за она што ние го започнавме и го градиме во изминатите 4 години. А тоа е концептот едно општество за сите. И оваа денешна трибина заедно ја правиме и македонците, и албанците, и турците, и ромите, и србите, и бошњаците, и сите кои што живеат и во Гостивар, и во Македонија. Тој концепт е најдоброто нешто што се има случајно на државата и концепт кој што кога го промовиравме, сите сметаа дека е осуден на неуспех и на пропаст. Напротив, докажавме дека само преку таквиот концепт можеме да одиме напред. Само преку таквиот концепт секој еден се чувствува свој на своето. Филипче Испасовски исто така упатија и критики до опозицијската ВМРО ДПМНЕ, посочувајќи дека најавите за ребрендирање на опонентската партија се лажни и манипулативни. На трибината во Гостивар зборуваа и пратеничката Фаница Николовска и Хилал Бекири, членка на извршниот одбор на СДСМ во Врапчиште. Изминатиот викенд со пригодна манифестација беа одбележани 9 децении од постоењето на планинарскиот дом Љуботен. Воедно тоа беше прилика да се означи крајот на реновирањето на домот. Планинарскиот клуб Љуботен изминатиот викенд одбележа 90 години постоење на истоимениот планинарски дом. Одбележувањето започна во саботата, во раните утрински часови, со планинарска тура од Старосела до домот Љуботен. Свое учество на планинарската тура имаа членовите на планинарските клубови Љуботен и Тетекс, како и мноштво рекреативци. По пристигнувањето во планинарскиот дом, присутните имаа можност да одморат, да го разгледаат обновениот дел од планинарскиот дом и да ја погледнат изложбата на фотографии со историски случувања поврзани со домот во текот на изминатите 90 години. Изминативе 5 години од кога планинарски клуб Љуботен се нафати за оваа активност, имавме повеќе фази кои што за да стигнеме до оваа фаза не е комплетно завршена. Планот е домот да има 55 легла, во функција сега ќе бидат 30, односно 20 на поткровје и 10 во бунгаловите. До сега имавме огромна поддршка од Македонското еколошко друштво, кој преку програми и преку заеднички проекти дојдовме до еден степен. Тоа беше промена на поткровието, комплетна промена на поткровието, после 100 години, после 85 години тогаш беа, комплетна промена на поткровието, се направи поткровие, но не се стави во функција. Со нивна помош нели беше фасадата направена и од позади беа доградени тоалетите. Инаку за обнова на домот, планинарскиот клуб Љуботен финансиска поддршка освен од Македонско еколошкото здружение, имал и од Германската корпорација за меѓународна соработка и од Швајцарската агенција за развој соработка. На сите помагатели околу обновата на планинарскиот дом Љуботен им беа доделени благодарници. Пронајдена марихуана кај двајца тетовци. Полицијата регистрирала и неколку физички напади. Вчера во 18 часот и 40 минути на улица Борис Кидрич во близина на железничката станица во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 27 годишникот Тетовско Джепчиште и 28 годишен тетовец затоа што при преглед им била пронајдена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера во 18 часот и 50 минути полициски службеници од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 50 годишен гостиварец, кој претходно физички го нападнал неговиот 82 годишен татко. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот.
Вчера во 13 часот, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 59-годишникот Гостиварско Врапчиште, кој околу 10 часот физички го нападнал неговиот 66-годишен стрико. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и се расчистува и документира случајот. Ноќеска околу 1 часот 45-годишникот Врапчиште во СВР Тетово пријавил дека околу 22 часот и 30 минути во Гостиварски Добридол физички бил нападнат од 70-годишникот ова село, а поради нивни претходни нерасчистени должничко-доверителски односи. Според пријавата, напаѓачот користел и метален предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути, 26-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека претходниот ден околу 23 часот и 40 минути на улица Борис Кидрич во Тетово физички бил нападнат од неколку лица. Се расчистува и документира случајот. 33 годишен тетовец во СВР Тетово пријавил дека вчера околу 1 часот и 30 минути неговиот мотоцикл паркиран пред неговата куќа бил оштетен од огнено оружје. Извршен е увид од екипа на СВР Тетово и се расчистува случајот. 63 возачи возеле пребрзо на територијата на СВР Тетово. Вчера во периодот од 14 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е засилена акциска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 63 возачи, од кои 39 на територија на Тетово, а 24 на територија на Гостивар. 52 возачи возеле со брзина од над 50 км на час над пропишаната, а 8 за дури над 70 км на час над дозволената. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Од полицијата апелираат до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот и заедно да придонесеме за посигурни патишта. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешното издание на регионалните вести. Пријатно!